ден на сите и од мене. Благодарам за присуството. Благодарам за прекрасните зборови на Жаре. Јас само ќе продолжам во истиот контекст. Можам само да напоменам дека Жаре овде потегна навистина прекрасен продуцентски потек, предлагајќи ми што да работиме во следната сезона, кога завршивме со госпоѓа министерка. И ова е фактички буквално она што предпоставам повеќето од уметничките, така наречени уметнички совети во координација со генералните директори на театрите би требало да го прават според мене. Во смисла на тоа да едноставно пронајдат текст кој што би бил со кој што би бил среќен нивниот ансамбл, а од друга страна да најдат режисер кој што би се пронашол во текстот и да имаме една совршена комбинација на двата светогледи. Така да токму тоа се случи и овде. Текстот Тестостерон беше предложен од страна на Жарко за јас да го работам во нивниот театар. И навистина на прво читање се пронајдов апсолутно во текстот, а исто така веднаш ја видов и по делата за тоа што тој изборуваше. Така да овде направивме совршена комбинација на сите потребни театарски елементи за да се создаде едно дело. И јас сум навистина презадоволен од соработката воопшто со Велишкиот театар. Фактички стана нека наша традиционална предпролетна средба секоја година во која што заедно се работуваме. И јас сум навистина пред се почестен да бидам дел од оваа приказна и веќе втора година поред да го отварам Петре, што е навистина за мене голема чест, дефинитивно. А од друга страна, како што рече Зарко, нашата работа е сериозна забава. И овде сериозно се забавуваме заедно за да креираме едно дело кое што долго ќе трае на велишката сцена, верувам во тоа. И се надевам дека ова ќе успеат сите велишани да ја видат со тек на време, иако можеби нема да најдат карти на почеток. Меѓутоа, убеден сум во тоа дека оваа представа ќе живее долго на сцената на Велишкиот театар, пред се затоа што станува збор за 7 маестрално напишани роли од страна на полскиот автор и 7 фантастично креирани роли од страна на актерите кои што играат во оваа представа, веднага да ги споменам, се разбира. Жарко Спасовски при мене. Јордан Витанов, на моје големо задоволство. Последен пат имаме работење која ја бев уште клинец, мислам дека имав 20 на години, 50, така пред 30 години. Последен пат имаме соработуване и тоа е наистина големо задоволство за мене. Исто така за прв пат соработувам со Васил Зафирчев. Потоа во екипата се тука и мојот омилен колега Фајк Михаиловски, Филип, Стефан, Славојче, да. Тоа е нашата екипа со која што се работуваме. Сашко Костов прави оригинална авторска музика за оваа представа. Филип Коруневски ни е сценограф. Имаме голема благодарност до компанијата Тивес која што ни помогна во одбирањето на костимите за моите колеги. Така да практично немаме вистински костимограф, меѓутоа ќе видите од самата представа дека најверојатно немаше вистинска потреба за тоа во овој случај. И тоа е тоа од генералиите кои што можам да ги споделам со вас околу оваа представа. Жаровски. Јордан Симонов, мој драг колега, е мој асистент на режија, кој што навистина ни помага во креирањето на актерската игра со неговите актерски тајни како нивен колега. Така да, тоа е тоа. Жаровски ќе може да ни помогнете? Жаровски, да. Жаровски, драма, ова е драма. Во принцип е драма. Најверојатно моето име најчесто се поврзува со комедии. Меѓутоа овде станува збор за една сериозна човечка драма. Фактички станува збор за 7 машки исповести. Текстот се вика Тестостерон и фактички зборува за некои тајни, да речеме условно, тајни машки разговори кои што ги споделуваат меѓу себе само мажите. Така да мислам дека е наистина возбудливо, особено предпоставам за женскиот пол да види на сосема поинаква страна на мажите и начинот на кој што тие емоционално се соболуваат. Фактички, ако треба да ја споменем и фабулата, станува збор за една неуспешна свадба. Неуспешна свадба во која што покрај последни успешниот чин на една свадбена маса, во една несудена свадбена хала, се наоѓаат младоженецот, неговиот брат, кумот, неговиот татко и уште тројца ликови кои што се случајно тука и заедно споделуваат едно несреќно искуство, малтене една траума, која што фактички отвара едно сосема нови светогледи за сите ликови
во представата се разбира доживувајќи катарза на крајот. Бидејќи не ми е познат текстот, дали за прв пат се поставува на македонската театарска сцена? Напротив, Не? Ненад, ти имаше во тој текст да... Пред 18 години. О, сме заборавиле. А, И што туку што Колега Јордан го постави во Кавадарци со аматерска трупа таму. Така да ова е веќе трето поставување, да. Али наистина ставам збор за многу добар текст на Андреј Сарамоновиќ фактички го напишал пред некои, да речеме, 20 години, така? И е огромен успех фактички во Полска, самиот автор има направен, поред успехот на драмата, има сниман и филм, кој што бил апсолутен блокбастер хит во годините кога излезен во Полска и во блиските земји, така да поше полски филм. Така да ова е фактички негово трето поставување. Со тоа што станува збор за сериозна адаптација на самиот текст, има доста измени кои што ги прави во самата игра, адаптирајќи го на нашето поднебие и на нашите фактички пред се свадбени адети и погледи кон религијата, пошто Полска е исклучиво католичка земја, така некои работи моравме да ги адаптираме и прилагодиме. Витанов, бидејќи да, тоа е представата која што стана хит во театар, аматерскиот театар во Кавадарци. Ке ни кажете 2-3 збора и за твоето режисерско... Да се фокусираме на оваа представа, така можем да поразговараме после пресот, ако ви интересира. Значи, јас сум задоволен што го играм овој лик, овој текст долго, значи, ми се мота како фокус, како инспирација и сметнав долго време дека е погоден да се постави во нашиот театар. Еве, сега дојде момент, со Синиша да се работиме, јас да играм ликот на таткото. Имам сериозен предизвик како задача дадена од авторот, ја пред се од режисерот, да се изгледа консеквентен и интересен балкански свекој. И се надевам дека публиката со големо задоволство ќе гледа ова комедија со многу горчив вкус. Јас се уште инсистирам на тоа дека е драма, меѓутоа разбирам зошто сака да каже комедија. Значи, од самите ситуации, човечки ситуации во кои што тие се наоѓаат, апсолутно искачаат комични ситуации, меѓутоа жанрски апсолутно драма. Станува збор за човечка драма, која меѓутоа нели во човечката нарав на Homo sapiensот да се смее на туѓата несреќа. Така да претпоставувам дека ќе има и ете комични елементи. За кој што тоа е тоа. Тоа е представник на актерската екипа. Можем да изразам само задоволство што ево дејќи на оваа представа многу од колегите се запознавме, прв пат играм со некои од нашите млади колеги, со Стефан Николовски, например. Во последно време и со Жарко Спасовски, много не сме играли. И за мене едно возбудливо патување низ овој театар. И се надевам на долг живот на нашата сцена и на гостувањето низ Републиката и пошироко. Зошто да не и пошироко? Да.